Македонски медиа сервис. mms.mk. По 15 години активна употреба, деновиве почнува санацијата и рехабилитацијата на хидромеханичката опрема, лоцирана во темелниот испуст на Брана Кнежево, срцето на хидросистемот Злетовица. Изведбата на работите на тендер ги доби компанијата МЗТ Пумпи, чиј тим има децениско искуство во оваа област. На потпишувањето на договорот во Пробиштип, сектор менаџерот во МЗТ Пумпи Весна Митровска-Ивановска го нагласи 75 годишното искуство на компанијата и особено тимот кој ќе работи на рехабилитација на опремата. Имаме успешно реализирано во минатото слични тендери за санација на хидромеханичка опрема за слични вакви објекти, хидроелектрани и во Македонија и во регионот, претежно во Србија. И можам да кажам дека имаме големо искуство. За овој проект е предвидена реализација во време трајање од 7 месеци. Ние веќе со нашиот тим и нашата екипа направивме динамички план за негова реализација и веруваме дека ќе почнеме многу брзо, уште од месец ноември, а исто така се надеваме дека ќе го завршиме и порано од тој период од 7 месеци, за период од 6 месеци. Обновата на опремата ќе се одвива под будното око на професорот на Машинскиот факултет Валентино Стојковски. Под негов надзор ќе се одвиваат работите на опремата која е витална за еден комплексен систем, како што е Злетовица и Браната Кнежево. Браната Кнежево е еден одговорен објект, посебно пошто е за вода за пиење, така да функционалноста и ефикасноста на браната зависи од овој систем што сега е предмет на реконструкција, ревитализација, значи имаме и двата моменти се опфатени. Тоа значи да таа опрема која што е веќе постојана, да се прегледа, провери после 15 на години експлоатација, да се види незината состојба и да се продолжи нормално векот за користење. Санацијата на хидромеханичката опрема е вториот дел од проектот кој, како што изјави директорот Љупчо Благоевски, е донација. Како што најавивме во септември, ова е дел 2 од донацијата која е обезбедена со 60% од Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство, 40% од Центарот за меѓународна соработка и развој, кој што би сакал да изразам посебна благодарност, што е препозна идејата на Злетовица за да го финансира овој дел, кај што ќе добиеме на функционална анализа за сите нас корисна. Би сакал да истакнам вредноста на овој проект е над 9 милиона денара, донација, како што кажав, обврска на Злетовица останува само да плати ДДВ-то на македонскиот дел на 60%. Имаме долгогодишно искуство со работката со Машински факултет. Ова сето апликација е направена врз основа на елаборатот на Машински факултет. Пред еден месец започна надградбата на оперативните системи кои го управуваат хидросистемот Злетовица. Како што соопштуваат од компанијата, целиот овој сложен систем е во оперативна форма, меѓутоа по 15 години работа потребни се санација и рехабилитација на сите негови делови. Македонски медиа сервис. mms.mk